Следи разговор со Милан Лазаревски Мечка, ракометар на Вардар, во исто време и репрезентативец на Македонија. Спортист кој со својот вложен труд низ големиот број на часови, поминати во ладните македонски сали, заслужено го носи епитетот еден од најдобрите ракометари што денеска ги има Македонија. Јас оживав во разговорот, се надевам дека живеете и вие. Каде да станавме? ЛОЛ. Значи, ЛОЛ како активност што те олабавува, да кажеме, од секојдневието, од она што ти се дешава. Еден тренинг, два тренинга на ден, три, колку ги правиш? Зависи кога како, зависи од распоред каков ние, пример, ако се припреми, знаеме сигурно по 2 тренинга, без компромис, а вака надпреварувачка сезона ако имаме, што знам, еднаш два пати у неделата најмалку ќе имаме по 2 тренинга. За тоа што поише кажам кога тим билдинг ке лол од него што е активно што могла бавува, така да имаме и од екипа едно 4-5 души кои што играме нонстоп заедно, така да поише е тим билдинг него што е и опуштање. Не знам и колку и опуштање може да го кажам тоа, пошто Надпревар уште па не е надпревар, поише на моменти поголем ангажман и нервоза има да играње тоа него што игра утакмици. Така да, ама тоа е дозволно, али компетитивниот дух едноставно доаѓа до израз, сам мислам дека компетитивен дух е нешто што и моментално ја издваја нашава екипа што се однесува на другите во македонско првенство. Едноставно не го сваќаме тоа само како професионален ангажман, туку и едноставно хемијата и дружбата која што ја имаме одредени играчи, поголемиот дел да кажам на македонските играчи че датира од одамна и многу поводу го сваќаме тоа на личен план и гинеме едни за други, така да тоа е нешто што мислам дека ни издваја и ни е голем адут цела година, што на моменти на хартија екипи кои што биле подобри, да кажем, играчки кадровно гледано сме ги победувале, така да едноставно тоа треба да се пружи рака и не е само губење време зијан играње. Не, значи интересна, многу интересна работа, значи моментално ја работам во еспорт, значи таа сцена ја пратам, да кажеме, од многу поблиску. На светско ниво сум вклучен, да кажеме, во нека организација на светски првенства, еспорт првенства и така натаму. И не многу ретко се стакнува фактот и го наидуваме на факт дека професионалните спортисти уствари практикуваат да кажеме видеоигри и колку уствари во дневниот живот се вклучени кај нив. Значи мислиме дека они се што прават е тренираат, значи иде тренира, се враќа, одмара, спие, не знам, седи на телефон, искача, движи, се враќа пак, втор тренинг, одмара и дека тоа така функционира. Ова што ме кажуваш ти дека се собирате 7-8 души, играте лол, ме разбираш дека тоа е веќе на прераснато во култ некој, ме разбираш во посебна утакмица и во нешто што придонесува во засврстување на кохезијата, затоа што кога најверојатно кога искачаш на терен, не знам, тоа ти ќе ми кажеш, кога искачаш на терен со луѓе со кои што играш лол заедно. Мислам, тоа е искуство само ти што можеш да ми кажеш како изгледа. Не е само и на, мислам, и лол, да, спаѓа тоа све, али као не е само играњето игри ван терен, него едноставно е со тие луѓе со кои што сум толку многу близок, едноставно живеаме едно секојдневие, че доручкуваме пред тренинг, пиеме кафе пред тренинг заедно, играме после тренинзи заедно компјутерски игри, кои што викаш ти идеме у провод, искачаме заедно у кафана, искачаме заедно, значи едноставно тоа се пресликува у секој можен аспект од нашето секојдневие, че зборам тука, алудирам на Томовски, на Ларов, Јагориновски, Мишевски, значи сите едноставно тоа е поновата генерација во Вартар, така. Па да, може да кажем поновата, кој што мислам дека и тоа што ние, што кажав и претходно, дека едноставно имаме подолга историја, многу повеќе ни влие на нашиот ангажман кога се однесува на играњето, меѓусебно помагање во било кој моменти, да не е тоа поврзано со спорт, што не е поврзано со тренинг, така да не знам, едноставно може и подобра комуникација имаме на терен и подобро се разбираме и подобро ги читаме нашите намери или потези, баш бидејќи ние и живееме многу и практикуваме некои такви работи што не се поврзани со спорт, значи едноставно комуникација, кохезија има на феноменално ниво и на вистина со такви дечки да се игра и да се дели моменти што може повеќе од животот е драгоцено и нема цена едноставно. Сигурен сум во тоа. Неминовно е, мислам дека во секој спортски колектив
во професионален спортски колектив, да кажеме, луѓето навистина поминуваат многу време заедно, ако не и целото време, што се вика и буквално стануваат како фамилија. Значи не со секој еден се зближуваш до ниво на брат, мислам дека и тие врски остануваат и за понатаму во животот. Сигурно. Али со овие неколку луѓе што викаш имаме полога историја. Од кај ја влече таа историја? Голем дел од нив уште од деновите на младинските екипи на Металург, младинските селекции, Металург втор тим, младинска репрезентација, кадетска репрезентација, така да едноставно не знам, исто како и во војска, например, дека со нив сум бил во најтешките моменти од мојот живот, тие биле дел од нив, во најстрикните моменти од мојот живот, тие биле дел од нив, значи едноставно луѓе кои што би дал живот за нив без да размислам два пати. И тоа е татко ми кажал мене дека вистински пријатели во животот дека се среќаваат од три места само, тоа е од твоето детство, од затвор и од војска. Така да тоа било некоја источна изрека, некоја мислам дека со јапанско потекло и дека ова што фактички ние го живееме овој начин на живот, многу повеќе се совпаѓа со критериумот на да би живееле со режим на војска и такво воспитање и таков начин на функционирање и тие дечки едноставно ми се наоѓале за се што у животот, јас сум ми се наоѓал на нив повеќе од браќа, фамилија кои што навистина за цел живот ми се тука и многу покомотен сум и многу помирно спием знаејќи дека таков тип на луѓе ми го чуваат мене грбот у секој момент. Ајде да видиме кога влезе ти во режимот? Кога за тебе почна цело патување? Дали беше тоа Металург 2 или Металург младински категории, што викаш ти? Кај почна целава приказна, каде почна да го учиш ракомет? Па ја првично пливав уште од мал, пливав, што знам, значи бев се бавам со спорт, со пливање и тоа доста добро го правев тоа. И од моја трета година почнав да пливам и пливав некои добри 10 години, најмалку 10-11 години. И дој момент кај што едноставно бев презаситен од тоа и почна малку и таа цела сцена да исчезнува, ќе кажам, бидејќи едноставно порано и клубовите имаше огромен број на клубови, нонстоп се случуваат турнири и такмичења кои се организира меѓу клубовите на ниво на секој викенд и се случи да момент да треба покрај чланари на плаќање за пливачките клубови да треба да плаќаш влезници на базенот, некои непредвидени трошкови почнува да се појавуваат од нигде никаде и плюс не е тоа е главната причина, едноставно со стив презастен после толку долг период, да имав искрено и успехи у пливањето, стварно ми одеше тоа. Кратко потоа се пробав и во ватерполо, едноставно тоа не беше за мене и извесен период, можеби од година дена не тренирав ништо, кој што качив килажа, што едноставно и дете кој што влага у пубертет многу нормално и покојниот Филип Христоф кој што беше одговорен за младинските категории во Металург му даде сугестија едноставно на татко ми да ме запише на ракомет и мислам дека од моја 15 годишна возраст почнав, 8 оделение бев, да тренирам во школите на Металург. И потоа одма почнав да играм позицијата што играм ден денес, бидејќи таква и конституцијата ми беше во тој момент, но прва, втора година средно имав нагло извишување, изгубив доста килограми, повеќе наликував на бек него што наликував на пивот и тогашните мои тренери Оливер Димитриевски и Данило Брестовец пробаа да ме пренасочат мојшите према таа позиција. Ама ти одбиваш? Па не одбив. Да, едноставно што знам, не ќев многу да играм бек, пошто мислев дека треба да учам цела нова нови вештини, требаше да учам скроз видикот да ми се смени. Не дека, ама гледај, тоа си извишил за период од година 2. Са ти веќе не дека како пикер си изградил не знам како, си, па сега да мораш ти да забораваш. Ама и се заљубив и у позицијата моментот. Тоа е друг момент, значи така, тоа е друг момент. Не ќев многу да шалтам позиција, едноставно ако сум се одлучил више нешто да играм, сакав и тоа да го научам. Сегаш, ова е позиција што ми дава и да тренирам, и да се надпреварувам, ама и да си каснам кога што сакам, например. Да си ми жив и здрав. Едноставно немаше премногу рестрикции за тој момент, така да до ден денес сум си гурман у тој аспект и си сакам, си поштуем храна ептен, така да
беше бенефит ептен. Али не дека се одликував со кузне какви си напаѓачки способности као бек, па богоми као пикер до пред некој извесен период, наставно секогаш ударна точка мене ми била одбраната и така играв у тој момент, едноставно играв 3-4 одбрана со тоа што повлекував полуконтра или брз центар и одев на измена. И до еден момент кај што игравме некој турнир што Скопје, Расадник, памтам, си играше и се повредија сите пивоти и ми кажа застани на пикер, бев као окей. И ми се погоди таа утакмица од полуконтра, некои неизградени позиции, протрчавања, давав неколку голи. Се одлучи да повторно почнам да продолжам со таа позиција и да забораваме дека сум играл уопште као бек, не дека се покажа кузне си кај, али беше окей и од тоаш, значи од па би рекол четврта средно, значи од мои 18 години, 17-18 години што више е релативно доцна за да учиш нова позиција, тоаш почнав да играм пивот и од тогаш до ден денес си го терам тоа така. Значи тогаш си во Металург 2, затоа што првата година од кога влегов во Металург, значи тоа со 18 години дека се случи крахот у Металург, сите кои што беа во Металург втор тим во тој момент, Талевски, Велковски, Никола Даниловски, не сеќам се Маџовски, близнаците, тие беа у тој момент у Металург 2, по дефолт со заминувањето на речиси целата екипа од првиот тим по ремањето на финансии влегува во прв тим и ние сите што бевме младинци ставме втор тим и директно игравме у Суперлига. Така да и што беше затоа што тоа беше доста травматичен момент, мислам дека за сите тие луѓе што беа вклучени околу тој клуб, мислам таков крах не гледаме секој ден. Буквално преку ноќ беше. Да, не знам дали уште еден клуб го има доживеано тоа што го доживеа Металург тоаш. И да си играч на тој клуб во тој момент, претпоставувам, отвара милиарда прашања како кој пат да го фатам сега, значи дали да се останува тука, дали да бегам. Ти си да кажеме си бил успешен, сигурно си го привлекол вниманието на многу луѓе, си имал понуди и така натаму. Значи дали беше дилема да продолжиш во првиот тим или едноставно да оследиш патот, да кажеме, и да заминеш како што замина многу други? Во тој момент, да ти кажам, брат, искрено не привлеков толку многу внимание. Јас ме гледа луѓе кои тоаш прв пат за младинска репрезентација ме земаа дека има некој си материјал на 18 години. Да, со кој што може да се работи, ама јас бев далеку од ниво на играч кој што би привлекол внимание од другите клубови. Сега да бидам искрен пред се, во мои очи сум си најдобар и сум бил и ќе бидам, но тоа мислам дека и мајндсет што секој спортист кој што сака да просперира треба да го има. Ама мора да задржам ниво на реалност и само критично. Со тој момент бев добар млад играч кој што можеби не ќе прејасне во нешто што е поквалитетно. И ставив на кантар во тој момент, едноставно играњето од младинци во вториот тим на Металург ми овозможи да играм сениорски ракомет кој што во тој момент за мене беше нешто неописливо. А не за тебе, мислам дека само за голем број на луѓе, едноставно младинските категории не добиваа никаква шанса. Мислам дека да се такмичат на некој повисоко ниво на ракомет од тоа што го имаше надвор од Македонија. Едноставно немаше излез, немаше каде, немаше како. Ако се сведе тоа на неколку турнири, 5 да речам што ме однеле за не знам за 5 години на 5 турнири што сме биле во Белград или не знам во Србија. Сениорска екипа? Не, тоа со младински. Ама дека се наврзувам тоа што кажа дека нема куз неколку прилики да се такмичиш на интернационално ниво. Тоа затоа што си бил во Металург во тоа време, да некој друг клуб. Можеби, не знам, али од тој момент и ми беше задоволство едноставно да играм сениорски ракомет, поготоа дека се навраќам на муавето дека не играв таа позиција толку многу време, значи сепак кога јас стапив да играм во прв тим во втор тим на Металург во сениорска лига, во Суперлига, ја можеби една година играв да речам условно кажано константно пивот. Ја бев далеку неизграден играч за да играм соодветно на таа позиција, едноставно тоа фрлање у оган не само на мене, туку на целата таа генерација и пријаше бидејќи доста голем број играчи од таа генерација кога јас влегов во Металург втор тим и понатаму продолжија да бидат доста квалитетни играчи. Зборам, тоа беше со мене Томовски, Никола Даниловски покоен, Марио Танковски, Мартин Серафимов, Димитар Димитриовски, Мице Шилегов, Филип Арсеновски, значи голем дел од играчи кои што и до ден денес играат и во екипите кои што играат, тие се доста битни играчи и влијателни, значи за продуктивни за својата екипа. Така да тоа фрлање у оган можеби беше благослов да кажам на некој начин и целата екипа ја искористи таа прилика што можеше
некој повеќе од другите, некој помалку, но на крајот од денот мислам дека сите ние бевме благодарни од таа ситуација, поготоа и тоа дека немавме некоја заработка од тој момент како младинци, немавме договори со кои што ни следуваше финансиска компензација. На пример, тој договор го подпишав, не знам, на 20-21, нешто така. Така да едноставно сама по себе беше огромна награда да имаш простор да играш сениорска лига без никаков притисок дека ти треба да оствариш некаков си резултат. И тоа е за млад играч едноставно непроценливо. Добро, тоа ти беше првиот професионален договор во Металург? Во Металург прв тим, да, на 21 или 20 години. Не се сеќам дека бевме, памтам, со младинска репрезентација во Алжир. Често место кое што го освоивме беше од највисоко, мислам дека до денес е највисоко за пласман на колективен спорт на ниво на цела Македонија, така да откако се вративме од тоа првенство, Лино Черор, тоа беше последната полусезона кога беше тренер на Металург, пример. Он беше уште тука? Уште, ама ја не го фатив ич, пошто се повредив на младинско првенство, скинов бут и не играв некои добри 4-5 месеци. Значи, ако се вратив тука, примив удар со Русија, доста незгоден, со кој што јас продолжив да играм и наредната такмица која што беше последна и таа ја изиграв. И од кога се вратив ја у Скопје од тој момент директно отидов на припреми со прв тим, имав предвид дека ние пред да отидеме на првенство, ја бев една недела со сениорска репрезентација, као не испомош ме викна, потоа бев тука на припреми малце со младинска репрезентација, отидовме у Маврово на припреми со младинска, потоа отидовме во Катар на пријателски утакмици и потоа во Алжир на првенство. Ја кога се вратив, отидов директно на припреми со сениорскиот тим на Металург. И вака кога те слушам, значи дали ова ти звучи тебе и ти изгледа на некој планиран тек на настани или дека некој уопште води некоја грижа за нивото на оптеретеност под кој што ти се наоѓаш моментално? Пошто мене ми изгледа дека така како што ми кажа остварува, само те шалтаат само таму кај што си потребен, без уопште никој да не земе обзир дали ти можеш да се повредиш, дали си уморен, дали си преоптеретен, дали си бил на 100 надпревари, дали си бил на 4 припреми поред. Значи што се случува, ме разбираш? Никој не води никаква евиденција, едноставно. У тој момент не ни имав такво размислување, искрено ти кажам. Пошто ми беше едноставно привилегија и некој начин на валоризација на мојот труд кој што сум го вложил до тој момент, дури да беам на испомош со сениорскиот тим и да играм со моите колеги од младинската репрезентација и после тоа Лино Черор како тренер да го препознае твојот квалитет и смета дека ти имаш доволно капацитет да бидеш дел од првиот тим на Металург, едноставно не сакав воопште да се преиспитувам дали би дошло до прашање на замор во целата математика, едноставно као сунгер сакав да ги впивам сите информации и прилики кои што им беа окажувани од тој момент. И не размислував премногу. Што е нормално за играч кој што се пробува. Од твоја страна, да, значи, али вака ќе размислиш малце, тоа изгледа малце нереално. Опасно изгледа, ме разбираш, значи затоа што не знам колку е и премногу тренинг и премногу оптеретување добро. Значи ја знам дека кај тебе и таа генерација и секоја генерација мислам дека на ракометари кај нас ќе прими или ќе загризе толку што може. Никогаш нема да одбие прилика за припреми, никогаш нема да одбие прилика за напредок, за докажување, за никогаш. Али колку е тоа добро, значи колку е озбилен систем, колку тоа функционира, разбираш? Колку луѓе, да кажеме, завршија со повреди во тие такви некои процеси кај што ги шалтаат на сите страни. Ти самиот гледаш и сигурно во текот на целото тоа патување, еве до тој момент да кажеме, сигурно си сведочил на голем број на повреди на играчи, да кажеме, за кои што тоа значило кариера. Добро, малце деликатно, зборам управо си, ти држи вода се што ми збориш ова, али едноставно и ти си бил дел од тој свет и знаеш дека едноставно нема простор за сентименталност у професионален спорт. Мене тоа ми окажувале мал милион пати, едноставно сум си го земал така како што е при срце и сум си го врзал до крпче и се водам по тоа. Точно нека можеби на моменти не би било на одмет да се обрнува малце поише внимание на не само на физичкото здравје, него и менталното здравје на спортистите, но едноставно не може сега тоа да се нафаќаме да го смениме, бидејќи ја мислам дека нема капацитет тоа да се смени преку ног на нивото кој што би сакале да биде. Едноставно повеќе се фокусираме на приликите кои што ни се укажуваат. Едноставно доаѓа момент кај што има
би рекол доста квалитетни играчи, сега ги гледам од поновата генерација, имав прилику репрезентација кои што доаѓаат, значи деца кои што на вистини на моменти делуваат зрело за нивните години со однос на играчките способности кои што ги поседуваат. И сега приликите се многу изброени и не секогаш ќе бидат соодветно дадени. И што и да ти се укаже, едноставно ти како спортист сметаш дека све тоа треба да искористиш до максимум ако крајниот резултат е твоја лична надградба и совршување, кој што во тој момент кој што збориме сега за тоа лето, апсолутно немаше еден даунсайд во сето тоа што мене ми се случуваше, се тоа резултираше на крајот од денот со повреда, но да се некако многу логично, не се чини. Па ми се чини логично, во тој момент не размислував така, едноставно амбицијата многу беше многу погласна него мојот разум. И сакав да ја земам таа прилика и да би се случило да имам избор повторно тоа дали би го направил без да сменам една работа. Пак би го прошол тој пат, бидејќи имаше и друг момент у целата таа ситуација дека јас за тие месеци кои што отсуствував се запознав со еден многу интересен и многу паметен и разумен човек, бивши ракометар кој што го знаеш ти сигурно, Игор Котевски. Еден од, ако не и најдобриот пикер кој што Македонија го имала воопшто. Да, јас дека не сум имал прилика да ги гледам неговите утакмици, дека сепак за голема разлика од генерации станува збор, но тоа што ми кажувале луѓе кои што се со кредибилитет во овој спорт од типот на Столе Стоилов, Пешевски исто така ми зборал за него, кои што имале прилика да го гледат, значи стварно станува збор за вансеријски играч. А во едни човек јас би додал дека сосема случајно пред да се повредам ја у рок од месец-два, значи пред да заврши таа сезона кај што тргнав на припреми со национални селекции, игравме Final Four турнир у автокоманда и он во тој момент беше тренер на Пролет, младинците, во кој што игра тоаш Михаил Аларов, Иван Джонов, кој што ми се до ден денес со играчи од репрезентацијата. И они играат за трето место пред нас, ни игравме финале со Работнички, ако не се лажам. И му придов само на човекот, пошто го знаев само од мој, не го знаев. Викам честитки за, мислам по своја трето место, честитки за утакмицата. Дали сте окей? И ме погледна чудно и ми вика, ти си тој демек што го зборат мечка сите. Викам, не знам, викам кој ме збори, ама јас сум, викам, да, тој. Само ти кажам дека те гледам од страна, мислам дека можеш да бидеш многу квалитетен играч. Вика, ти како ќе го разбереш тоа? Ја му реков, фала ви многу, доајајќи тоа од ваша страна и од ваше уста за мене има преголемо значење. И он тоа ми го каже од после тоа дека што сум му го кажал на тој начин дека проценил дека сум културен, дека имам респект према тие што биле пред нас и дека тоа него му е многу битно кај еден играч да има домашно воспитание, култура и памет за да би прераснал во добар играч. И до ден денес кој разговарам со него, секогаш се потсеќа на тој мојот и вика да не ми придеш и ти немаш никош да правиме ти муабет. Али дигресија мал, да се навратам на моето, дорбев повреден. Случајно го затегнав у Лепетит у автокоманда. И ми кажа како си, што ме праша дали сум окей, викам добре, се мачам, викам уште малце со повредава. И вика една работа ќе направиме и ти. Оди на тренинг, пошто за време на мора присуствуваш и повредените играчи присуствуваат на тренинзите, си прават своји вежби на странама, демек, во смисла да си исполнат работното време. И оди ти у теретана, префизикално сала што и ќе правиш, после тоа земи си ти едно лаптопче, дој со мене у Лепетит и ќе гледаме твои утакмици, вика пушти ми, сакам да разговарам со тебе, да ти кажам кои работи сакам да ти ги кажам. Викам, не треба ми кажеш уште два пати. И тие 4 месеци, речи си секој ден после тренинг се по саат, по два, у Лепетит кафичот и гледавме мои стари утакмици и ми го пренесуваше неговото знаење кој што он го стекнал за време на неговите играчки денови, така да. Колку мислиш дека тоа ти помага денес? Па искрено премногу, дека во тој момент иако ја продолжив да се надградувам во секој аспект од играта на пивотот во ракометот, ама он беше тој првично кој што мене ми го отвори видикот, да кажам, за тоа како функционира пивотменската позиција. До тој момент само што јас бев редуциран на сознанието ти треба да блокираш за бековите да шутираат врз тебе крај на приказната. И поише од тоа немав некој си детално знаење, само се знае луѓето дека сакам да се борам, дека скокам на глава и дека играм добро одбрана во тој момент. И ја на тоа фактички ме промовира како играч, тоа беше нешто што ме одлекуваше мене, дека некој си кој знае какви вештини што се однесува на паѓачки за еден пивот. И он ми ги отвори мене видиците со неговите размислувања за како ја треба малце да размислувам
како треба да читам подобро играта, комуникација колку е битна со своите бекови, да им ги знам кои им се преференциите, да знам што сакаат, што не сакаат и на крајот од денот вистина дека пивотот игра за бековите, ти го знаеш тоа многу добро. И таков начин на размислување фактички го фрли темелот на моето понатамошно развивање како пивот, што се однесува на тактичка припрема, начин на размислување, поиш од напаѓачки аспект, него од дефанзивен, така да неговото запознавање може би едно од побитните работи кои што ми се случиле во моето развивање како ракометари. Сум му цел живот благодарен поради тоа. Ќе поздравиме. Поздрав до Игор Котевски. Голем поздрав до Игор Котевски. Треба да го добие тоа што го заслужува, ако е точно ова што го збориш. Секоја чест. Ние се враќаме на периодот уште сме застанати во Металург. Ти се наоѓаш под Лино Червар. Што мислиш за Лино Червар као тренер? Тоа е, знаеш како едно прашање, мислам дека што секогаш интересно, затоа што секој има различно искуство со човекот и некако различно го дефинира. Ја, например, не сум, ќе речам, доволно бил под негово за да дадам соодветен критериум за тоа како бил како тренер. Тоа не го кажувам да се оградам уопште, пошто например немаме никаков зијан од тоа да би кажал како се осеќам за одреден тренер, но бидејќи јас фактички кога се вратив од повреда, тоа беше значи декември 2017, ако не се лажам, он беше заминат од клубот. Така да ја немав прилика премногу да соработувам со него, значи моето искуство со него би се свело на од Металург втор тим кога сме играле пријателјски утакмици со прв тим Металург или на пример ако сум доаѓал на испомош на тренинзи со првиот тим, тоа е многу да кажам лимитирано за да можам да кажам. Да. Едноставно што можев да извлечам од целата негова ситуација е дека беше многу темелен, дека беше многу внесен, и за тоа го манифестираше можеби за некој на лош начин што се однесува на пцуење према играчи, изливи на емоција, но тоа го гледам ја малку од друга страна, пошто можам да кажам дека толку многу го сака тоа што го работи, инвестиран во сето тоа, би сакал сите околу него да се инвестирани и да го сака тоа на исти начин кој што тоа го прави. И уште една работа која што би издвоил ми кажуваше дека нешто слично што Игор Котевски ми имаше кажано, дека верува со бидејќи не се одликувам со некои секузни какви дарби и талент за ракомет, врз база само на мојата пожртвуваност и мојата желба да стигнам до некој ниво што би значило добар ракометар. Така тоа само можам да видам него тактичка спрема, немав премногу прилика. Ќе се вратиме на тоа, на твојата пожртвуваност, затоа што секој што малце разбира ракомет, мислам дека кога ќе те гледа како настапуваш, тоа е нешто што веднаш се приметува. Мислам дека у прва минута, затоа што ти си мислам дека еден од најдобрите дефанзивни играчи моментално што ги имаме, а и уназад најверојатно долг период. Вака нескромно да си признаеме, нападот е она што викаш ти дека го учиш, ја мислам дека сосема солидно го владееш. Не гледам уопште проблеми никакви таму. Напротив, мислам дека она што го правиш и во напад моментално од тие некои позиции како тоа е исто многу веќе врвно ниво. Ја не знам што поише од тоа. Ја мислам дека секогаш може да се надградуваш. Секогаш може, да, али кога ќе земеш нивото што е моментално поставено кај нас, со она што ти го даваш, ја мислам дека веќе ти си изедначени, значи одбраната и нападот, мислам веќе си играч во две насоки. И мислам дека тоа е сега утакмицата која пред некој ден која гледав, и тоа е она што Горан Георгоновски го потенцира, мислам дека на секое некако му е човекот битно, затоа што и он бил најверојатно пивотмен, го приметува многу побрзо од сите останати, вика тоа е играч што може да игра во две насоки. Значи тоа е денеска тоа се играчите што се на цена, тоа се играчите што не иднината едноставно, што мораш да играш во двата правци. И Милан е добар пример за тоа. Или кога посебно за во одбрана се дешава акција и вика не треба да заврши акцијата кај Милан Лазаревски. Тоа е моја препорака како човек што се бавил со ракометот, и тоа они таму завршуваат. Еве ви реков дека не треба да заврши таму, и пак таму заврши и не успеа и не помине и така натаму. Добро, продолжуваме со нашата приказна. Кој го наследува Лино Червар во Металург и како ти уствари колку време остануваш во клуб што се распаѓа, да кажеме?
Тоа беше 2017 година, јас сум Металург сум до 2021 или втора, сега мислам дека 2020 почетокот на 2022 бидејќи Тоа не е многу одамна. Не. Со тоа што првата година бев пола година повреден, втората половина се вратив на тренинг со првиот тим и Ацо Јович беше од тој момент тренер. Немав преголема минутажа, да не речам мич дека немав, бидејќи тоа беше последната година на Жарко Пешевски. Исто така тука беше и Костадин Петров, Филип Арсеновски и јас, значи кои што се враќам од повреда. Така да, навистина, доста конкурентна позиција. Је секоја Жарко беше неприкосновен, Жарко одличен играч до ден денес, фантастичен. И ја дочекав наредната година да со надеж дека ќе добиам малце поголема минутажа, бидејќи тоа беше се уште го нема посетено максимум жарот на Металург прв тим. После таа година останавме јас и Филип Арсеновски, ако не се лажам, као двајца пилоти, Коки и Жаре го напуштија клубот, и таа година беше тренер наредната Данило Брестовац дојде. До тој момент мислам дека беше во Луксембург тренер, дојде да ни биде главен тренер и игравме и Лига шампиони на Мислам дека Оливер беше. Му беше помошник. Така беше? Да, Данило Оливер го наследи, мислам. Да. Немавме завидни резултати нормално, бидејќи ситуацијата беше таква како што беше, но на крајот од денот ситуацијата беше очајна, значи ситуацијата беше толку лоша што човек што не се бави мислам дека со ракомет уопште, што нема никаква врска со клубот, почна да го жали, мислам дека она што луѓе почнаа да зборат на улица греота, ме разбираш како греота, ама не би се согласил целосно со тој исказ. Зашо ќе ти кажам не би се согласил? Многу едноставно. Грото од играчи кои што тоаш беа во тој Металург прв тим, ќе кажам пак, не ни беше двигател парите во тој. Секако дека нас ни треба пари, но немавме ни очекување дека ќе печалиме се некакви безразумни суми. Едноставно тој Металург беше создаден во главно од играчи кои што се желни за докажување, млади играчи во тој момент. И едноставно играњето Лига шампиони, СХ Лига, покрај тоа што не остваривме некој значителен резултат, има безценето значење што се однесува на напредокот на тие играчи и нивното созревање. Значи тука беа, пак ќе напоменам голем дел кој што и напоменав во вториот тим на Металург. Димитар Димитриовски лево крило, Томовски и Даниловски беа голмани, Мица Шливов десно крило, Серафимов, Јагориновски десни бекови, Марио Танковски среден и лев бек, јас, Филип Арсеновски како пилоти. Значи едноставно и тоа што го игравме ние, може би условно кажано, без пари, тие утакмици кои што ние игравме во тој момент едноставно беа безценети. Без секој што сака нека каже. Да, може би финансискиот дел ни доставуваше, но јас би рекол далеку од тоа дека луѓе кои што гледаат од страна треба да кажат жалнија за дечки, пошто многу повеќе бевме фокусирани на само докажување пред самите себе си, а и на луѓето кои што се во ракометот, бидејќи сите ги беа преполни со само доверба и со желба за докажување, пошто смета дека поседуваат квалитет за да тоа го реализираат. Јас се ставам во тој кош. Тоа е една ситуација исто претпоставам доста уникатна што вие сте осетиле во тој момент кај што играчите немаат што да изгубат. Као ти плата не земаш веќе, као не може да те скрати на плата. Значи знаеш дека најверојатно и многу плати нема да земеш уопште. Значи она што ти останува пред тебе е само ракомет. Значи да го играш ракометот таков каков што е создаден уствари да се игра, така значи без материјални надоместоци од страна лево десно, значи да ја играш играта во незината сама суштина. И какво е твоето чувство, мислам, кој беше успехот што го направивте тогаш? Се носевте, пошто мене не би текнало на тој период точно, значи тоа бевте на врв на табела, на средина, што се случуваше? Тогаш се боревме со тогашниот Еврофарм работник за второ место кое што водеше учество во СХ лигата. Таа сезона, тоа беше 2018 сезона е, кога Вардар втор пат учествуваше на Final Four турнирот и Вардар освои тоа исто таа година и борбата беше помеѓу нас и тогашниот Еврофарм работник, денешен Пелистер, за второ пласиран за води директно во СХ лигата, кој што загубивме таа битка, завршивме трети. За целиот период дури си ти во Металург, Вардар освојува европски титули уствари. Да.
Да. Првата мојата прва година од Металург. И ти го гледаш тоа цело време. Да. Мислам, го снимаш со некој дел со некоја камера. Не само што го снимам и воопшто јас покрај тоа што од тој момент бев дел од Металург, ја нималку не го гледав тоа како успех на конкурент, бидејќи едноставно во недостаток на Металург и на другите македонски клубови на европска сцена, а да гледаш дека Вардар го достигнува зенитот од европски клубски ракомет, не можеш да си полнеш сам себе си, освен да се чувствуваш горд како македонец и да се како ракометар конкретно дека си дел од таа нивна приказна на таа шампионска генерација на Вардар, бидејќи во текот на годината играш утакмици против нив и поготоа дека е македонски клуб кој што пишува успех, кој што во тој момент од 2017 беше да се нечуено. Едноставно е незамисливо чувство. Го крива стандардот, точно, Апсолутно, значи, на целата лига, на целиот ракомет, на целиот спорт, значи точно што значи сите вас ве носи заедно со него. Значи тоа е неспорно. Али пак ти се наоѓаш во ситуација на клуб комплетно разрушен на темели, од друга страна го гледаш Вардар кој што освојува титули, и што се случува тука? Значи мислам дека од она што можам да проценам до сега, значи ти си во тој момент, да, го гледаш све тоа, ама си фокусиран максимално на Металург. Добро, да, точно е тоа. И фокусиран си да искочиш во таа сеха лига и фокусиран си да се докажеш во таа сеха лига после тоа. Претпоставам. Али дали тоа така се разрешува? Значи дали остануваш ти во Металург или продолжуваш? Мислам дека продолжи во Словенија после тоа. Останав уште една година после тоа бев во Металург. И не успеавте, значи да излезете во сеха лига, ти остана сепак? Да, ја останав сепак, бидејќи доаѓаше момент кај што повторно костурот на истите играчи кои што ги напојнав претходно остана. И зашто? Зашто дека Металург ни овозможуваше да играме екипа која што е компактна, што се однесува на играчкиот кадар, дека истите тие луѓе кои што датираме уште од младинските категории, младинска репрезентација, сега тоа го преточуваме во сениорски ракомет. Не, добро, не зборам од аспект на можноста да играте сениорски ракомет, туку од аспект на од што живеевте, затоа што таму ќе земевме една плата у 3 месеци. И тоа беше, мислам, па со тогашните плати што иземме, што и до ден денес не беа мали плати, можеше да се без проблем ако ги калкулираш твоите потрошувања да живееш доста окей. Мислам, и пак се пренасочуваше мајндсетот, немаше едноставно зашто не печалиме пари, него едноставно бевме желни за докажување и затоа сите заедно бевме, тоа што кажувам, како у војска сме прошли најлошо заедно. Во тој момент беше доста лошо од финансиски карактер и ние заедно со истите играчи кои што голем до нив се заедно со мене у Вардар продовме кроз тоа и со желба за да се докажеме меѓу себе. Да, ми се допаѓа тоа што слушам, намерно те прашувам затоа што знам дека многу луѓе во клубови што имаат редовни плати, што имаат редовни примања, што биле да кажеме долги години, не осеќаат таа лојалност и не остануваат и без око да им трепнат, заменуваат да кажеме при првата понуда од било каде доколку е повисока. Може би у тој момент едноставно не бевме не осеќавме може да грижа на совест дека условно кажано на Металург му должиме нешто конкретно, бидејќи јас ни дал доста можности Металург, тоа да не дојде уопште у спор. Али Металург е заслужен за градење на таа генерација, нова генерација. Нема збор. Да, апсолутно, јас се согласувам со тоа. И мимо тоа, повеќе осеќам дека ние имавме, нема да кажам грижа на совест, него должност, него си блага да кажам, едни меѓу други, едни меѓу себе, дека знаевме ако се разотидеме, дека нема тоа да биде истото, едноставно, а дека вака ако се задржиме костурот играчки, ако остане непроменет, дека тоа ќе се одрази позитивно на играњето, значи на партиите кои што ќе ги пружиме, а воедно и меѓу себе ќе се градиме како личности, пошто подобро е ти да се градиш како играч и како човек со луѓе кои што си долг период заедно, него дојдеш во сосема нова средина кој што никој не ти гарантира како ќе бидеш култивиран од самата таа и плюс ќе земуш една работа у предвид. Во тој момент не гравитиравме ние со размислувањето дека треба да печалиме едноставно пари во тој момент. Мислам дека тоа беше второстепено во нашето размислување и многу повеќе бевме фокусирани. Ја сега помина доста години, више сме зрели да кажам у голем дел и секако дека треба многу природен тек на настаните тоа да ни гравитираат мислите нас према финансиска заработка од спортот. Но тој момент тоа гледавме ко мали деца у мало, кога што ми искачале да играме фудбал или баскет и со истиот тој жар го игравме тоа, при тоа не обрнувајќи внимание на финансискиот дел.
И тоа доаѓаше до израз. Бидејќи покрај тоа што ние можеби не освоевме титули македонско првенство, но бевме конкурентни со доста други екипи кои што од тој момент да кажем можеби имале постабилна финансиска база. Се алудирам секако на Бутел во тој момент кој што беше доста нов, ама и финансиски подкрепен, Пролес секогаш бил стабилен клуб, значи едноставно во тој момент имаше доста и тоаш Прилеп имаше добро финансирање, се сеќавам. Да, Прилеп значи, за момент се врати на Прилеп за момент стварно имаше доста озбилна екипа. Старите добри денови, ама некако брзо згасна. Многу брзо згаснато. Исто и Радовиш имаше еден момент играше плейоф една година исто, Борец Велес играше плейоф една година исто. Така да тие што се помалку да кажам познатите и помалку експонирани екипи во тој момент има доста ветерани у нивните состави и ние како млади играчи баш дуел осетивме на ниво. И заради тоа мислам дека пак ќе кажам придонесуваше за нашата надградба. Што се случи таа година? Последната година во Металург? Тоа беше фактички да не речам предпоследната, туку таа целосна сезона, таа исто завршивме, мислам дека трети, ако не се лажам. Таа година беше тренер веќе Оливер, претпоставам. Не, Оливер потоа си замина и после тоа таа година, потоа имавме наредната година, што се прекина, беше фактички корона годината. И во март прекина таа сезона, значи тоаш ние исто имавме доста здрав тек на сезоната. Тој момент бевме први на табела, бевме непоразени. Зоран Кастратович беше тоаш тер, а Работник и Вардар игра директно. Работник играше Лига Европа, мислам дека, и сеха лига, а Вардар играше Лига Шампиони и сеха лига, и тие директно учествува плейоф. Ние бевме први од тој момент на табела. И во март, баш непосредно пред да почне, биејќи беше помал број на такмиците, биејќи две екипи игра директно у плейоф, се прекина првенството. И откако се прекина првенството, потоа кога се вративме за корона сезоната, исто остана тренер краток период беше Зоран Кастратович, потоа дојде тренер Иве Марковски да биде тренер и имаше некои си на моменти знаци на подобрување на целата ситуација, но едноставно не можеше да се испрати се тоа во целост и дојде момент таа понуда од Словенија која што ја одлучив да ја прифатам и воопшто не ја сгрешив што прифатив. Како стигна понудата од Словенија? Во комуникација со менаџер Сенјамин Маглајлија, едноставно едно доста добар пивотен во своето време, ме контактираше сосема случајно. Некоја утакмица ја гледал, се не ме држи за збор, не се сеќавам која беше. Што да ми кажеш дека ти уопште не го бараше тоа, затоа што мислам дека во тоа време таму беше Тоше Ончев, ако не се лажам. Да. Ја мислам дека некоја лична врска имате. Не, воопшто немав воспоставен никаков контакт со него. Сосема случајно се погоди понудата и тек откако јас бев информиран за таа цела ситуација, тоа го контактирав него за да ми каже некои работи околу клубот. Не дека јас би бирал премногу, бидејќи стварно сакав да ја сменам средината, но така едноставно да си имам. Тука веќе завршија сите желби, целата како се вика упорност и така натаму со Металург, значи веќе ги потрошија сите, како се вика, кредити. Да, едноставно, па и мислам дека беше и време, дека патем откако замина, да кажам, Жарко Пешевски од Металург, ја имав не баре константна улога сите овие години. И плюс можеби беше додатен момент дека немавме некој си притисок да оствариме кој знае каков резултат, бидејќи нажалост не беше тоа финансискиот дел регулирано и немаше да има смисла премногу ако тоа нас ни се наметнуваше некој си притисок за резултат. Едноставно имав одврзани раце да играме како знаеме и да умееме, што ја мен пријател исто тоа кажа и друг наврат Андреј, он секогаш ми кажувал на мене дека играчот е толку добар колку што е му дозволено да греши. И едноставно сите ние играчи кои што имавме таму, имавме право на не баре безброј грешки, дека не екипата не се карактеризираше со огромен ростер и играчите кои што игра не баре цело време имаа право на поголем број, условно кажа, на грешки да прават. Потоа секогаш се поправавме ние. Но ако си лишен од тој притисок дека после една-две грешки ќе беше веднаш сменет од друг играч, едноставно подобро играш несомнено. Целата таа приказна околу Металург мислам дека дава еден повеќе добива некој карактерен облик, значи ве карактеризира како луѓе кои што
навистина имаат фрлено се на една карта, навистина имаат фрлено се на ракомет, без ги имаат запалено сите мостови позади себе и сакаат да успеат во ракометот. И дека не им е, навистина не го гледаат тоа како некоја финансиска дестинација, туку го гледаат како животна определба и нешто што ќе го прават години и години натаму во животот на највисоко можно ниво. И за тоа мислам дека треба му се даде заслуга на Металург. Несомнено, значи многу помалку зијан имале ракометарите од Металург, мислам дека колку што е општото размислување кај народот дека некои си осакатување доживувале играчите. Многу негативни работи. Многу непотребно негативни работи според мене, да. Тргни го и финансискиот малку дел на страна, афирмацијата кој што се стекна играчите кои што пројдоа низ тој систем и кој што беше втемелен првично од Червар уште од 2000 не знам која 9-10 кога го превзема Металург. Едноставно е незаменливо. Кој што сака нека каже и на крајот од денот репрезентацијата имаше енормен бенефит од целиот тој систем на Лино, бидејќи играчите кои што требаше во тој момент носителите на репрезентацијата, поголемиот дел, значи ги исклучувам сега Столе Студов, Кирил Лазаров, Борко Ристовски кои што беа интернационалци, другиот дел од играчите беа сите речиси од Металург. И во тој момент репрезентацијата имаше голем бенефит од Металург и моментално има бенефит од Металург дека голем дел од играчи, вклучувајќи ги кои што се повлијателните, секако алудирам на Талевски, Кузмановски, Мартин Велковски, сите беа таа првична генерација која што беше регрутирана Лино Чевар, така да и до ден денес трагите на тој Металург се осеќаат во денешната репрезентација. Кој што сака нека каже, едноставно тоа е факт. Тоа го затвараме, идеме понатаму. Одиш во Словенија. Почнува твојата приказна таму. Како изгледаше првиот ден? Искрено беше многу чудно за мене. Јазак промена како промена, мислам, тоа не е да, спорно. Види, промена како промена, мислам дека таа промена беше малце радикална, пошто ти влегуваш од тотален хаос во тотален ред, мислам дека претпоставувам. Да, скроз. И тоа у тотален ред во екипа која што претендира да биде освајач на лигата, таму Словеничката лига појака од Македонската лига, така да Балц имаше и таков елемент, но за сета среќа друштвото кое што мене ми се погоди таму, значи Тошончев секако бидејќи е македонец, тоа не е спорно, но од играчи кои што не ги познав, Станоевич од Србија, Главаш од Хрватска и Чорсович од Црна Гора, едноставно формиравме такво друштво што мислам дека тие другари кои што за тие 7 месеци кои што бев со нив секој ден, за цел живот ми останаа браќа. Едноставно не знам како беше тоа возможно, но ја во рок од месец дена таму мојот престуд дека се аклиматизирам, дека се запознам со тие луѓе кои што беа присутни. Така кликнав едноставно со тие луѓе неописливо. Кода ги знам подобро него што луѓе што ги знам по 15 години. Со тие подобра конекција имав. Тие до ден денес сум во комуникација со нив и едноставно тие толку ми го олеснија моето прилагодување, мојата транзиција, да едноставно беше и за мене како да кажем, неприметна. Веднаш ли ја доби таа минутажа, да кажеме, таму, или имаше некој процес кај што требаше и таму се докажуваш, да те проверуваат, или дојде баш као на засилување и ти влегуваш, ти си човекот, од тебе чекаме? Ја имав, да кажам, довербата уште од старт, дека памтам уште и на првите утакмици кога почна таа полусезона бев стартер, али едноставно немаше премногу кај Зорман тренерот, да кажам, имаше се знаеше кои се носители на игра, едноставно сите игра. Целата клупа влагаше во одреден момент и многу се базираше врз тоа каков е перформансот тој ден. Значи едноставно не дека јас сум сега донесен таму да играм и ќе играм по 50 минути без разлика каков перформанс јам се случувало да сум стартер да искочам у 6 минута. Например ќе врзам две грешки. Тоа е интересно што го спомнуваш, затоа што тој систем на тренери, Зорман посебно, доста активен, мислам дека како играч, доста жив вага, нашата пракса беше од она јас што сум го гледал, да кажеме, е дека имаш ти како се вика избраник што треба да даде, да кажеме, одреден удел во утакмицата и ти ќе очекаш него, дури не го даде тоа и ќе го форсираш. И од кога ќе го даде, тогаш можеби ќе го смениш, а можеби и нема. Што викаш ти? А ако се види дека не ти е денот денес и дека
можеби треба да излезеш многу побрзо или во втора, трета минута или пета минута, такво нешто нема. Значи ти идеш. Да, апсолутно немаше заштитнички размислувања према било кој од играчите, едноставно нешто кој што го почитувам јас премногу во тој момент. Иако за мене тој концепт беше непознат, бидејќи Металург играв по целиот такмици. Па да, кај нас такво нешто е невидено. Да, значи за мене тој концепт малце беше чуден, едноставно за некој кој што постигнал тоа што го постигнал во овој домен и со такво CV, едноставно не бев компетентен да го преиспитувам неговиот начин на функционирање и размислување, едноставно продолжи да функционирам со тоа, бидејќи знам дека врзеш ли две грешки, веднаш одиш аут. Не се ни прашам сам сум да измени, ако знам дека промашам 2 шута сторет, не сум се враќал во одбрана, сум се враќал на кај клупа дека знам дека ќе бидам сменет озбилно. Па влага втор пивот мен. Тој може например влага у 6-та минута. Тој може до 8 минута ќе врзе грешки. Одма го вади него после 2 минути игра, тој значи потта него пробила со одбил после загрането, потта него пробила, пак го вади него, па пак влагаш ти и нонстоп ги ротираш играчи, нонстоп, немаше некој што е константен едноставно. Тоа можеби крилата би рекол највише минутажа да кажам има како непроменета, можеби или ќе делеа по 30 минути од полувреме, ама тоа беше константно, без разлика, промашно се требаше нешто кузни драстично да направи крило некое за да биде сменет. Ама мајвише така беше распоредени минутите така им беа на нив. А за бековите и за пиотмените, па чак и за голманите кои ќе се сетам примат ли некој глуп гол 1, 2, 3 одма ги минаше. Така да за мене пак ќе кажам можеби малце непознат концепт, но екипата играше доста добро. Екипата играше доста добро и покрај тоа што на хартија да кажем имавме послаби играчи, можеби од Велење или Целје во тој момент. Ние завршиме Целје, ние требаше да освоиме таа титула таа година. Нажалост, сами се прогоцкавме титулата, дежаву ми се дешава менот годинава со Вардар. Со Целје пошто се игра таму нема плейоф, таму е само ко премиер лига се игра утекот на годината распределени по 2 пати дома гости, нема таму плейоф, нема вкрстување, нема ништо, само бодовно се гледа. И првата утакмица со Целје беше во Целје нерешена, а втората утакмица во Требнија ја победивме. Фактички да дигресија мала, таа утакмицата која што мене ме донесу во Вардар, пошто таа ми беше недобра утакмица, најбитната фактички утакмица таа година, ми беше недобрата. Што се случи на утакмицата? Тепавме една разлика, јас шутирав 7 од 7. И Ибар бев добар и во одбрана, така да непосредно после таа утакмица добив повик од председателот мој Михајло Михајловски за дали би сакал да дојдам во Вардар. И ние требаше да освоиме таа сезона, но нешто слично кој оваа година изгубивме бодови од последно пласираниот тим Шмартно во тој момент, значи што се без сигурна релегација има. Примивме гол од 9-терец, кој што дадо французите на швиганите на првенството од 7 јануари, од 9-терец за нерешено. Тој тимот што последно пласиран. Ви даде Хансен гол. Хансен гол за нерешено. И тие ти зема еден бот. Имавме уште фора, фактички еден бот имавме пред Целје. Кај тој играш денеска што ви го направил тоа? Значи истата екипа игра втора словенечка лига. Исто играла дека мој. И изгубивме еден разлика од Ормош во тој момент 11-то пласираната на табела, овие ако беа не знам 13 или 15 ако беа Шмартно. Ормош бе 11 и у гости изгубивме една разлика од нив и со тие два исходи на тие две утакмици ние изгубивме титулата со позитивен биланс успоредба со шампионот на оваа година, исто кој и оваа година ше сега. Како гледаат словенците на ракометот? Значи многу повеќе него забава. Тоа го читав интервјуто Томовски, имаш интервју во 24 ракомет деноиве и едно од ударните точки кои што беа на наслов беа во Германија ракометот име само забава, кај нас на Балканот е живот или смрт. Исто беше и таму. Многу го тера на забава за викенд. Значи језда беше мало градче тоа, кај што бев ја. Луѓето таму тоа иде секој пуна беше салата, мала школска сала. Пуна беше секој викенд за утакмици, без разлика на исходот. Забави се организира секој викенд после утакмица. Една од спонзорите беше како бар, имаше можеби единиот бар што беше у градот. Имавме обврска. После секоја утакмица се дружиме со навивачи во тој бар, без разлика на исходот од утакмицата. Ова се беше многу тешко. Па на пример на неколку души што сме со таков менталитет беше хаос, ама на словенците на пример нема никаков проблем со тоа и беше све на хихи терано. И се збореше со влекувална на пример, ако чекај со каков менталитет, саш да ми кажеш дека ти беше тешко да идеш у кафич после утакмица и да пиеш пиво со словенците? Мене уште на 2-3, да, на поголемиот дел од домашните играчи никаков проблем немаше, тој им беше доживљај на нив.
доживле беше за цел град, пошто тој град, не знам како уживаат статус на град, значи тоа села има поголеми од тоа, не се. И народот се собрал тука, забава се прави со играчите, демек седиме заедно со играчите, се збориме за нешто секојдневно, е тотално неповрзано со ракомет. И многу беше на забава терана целата работа. Ја напред не можев тоа да го сварам никако и ама немаше начин да ескивираш од таков тип на дружења. Едноставно облигација ти кажуваат тренерите, стручниот штаб, управата, тоа е тоа, мораш ти без разлика на све да се дружиш со навивачите. И тоа е тоа. А тие стрекни весели немаше пример се собираат во бар, нема тажни навивачи, сите се стрекни весели дека седат со играчите, а не дека не се фокусира тоа што сме изгубили утакмицата. Да. Плюс тоа повеќето од собиранките ви биле весели затоа што сте победувале многу повеќе од колку што сте губеле. А и после поразите пак треба да имаш ист пристап. Едино што можем да извадам беше тренерот Зорман кој што ептен имав сјајна комуникација дека многу посличен беше на нашиот менталитет јаздоне словенец, ама неговиот начин на размислување и пожртвуваност и желба за играта и жарот кој што имаше многу поише беше ускладен со нашиот на балканците него што на словенците. И он не седеше пример кога седевме заедно, тој седеше со нас на маса, не седеше со словенците на маса. Он имаше таков менталитет и едноставно секогаш бореше он дека не може да им го втемели тој таков тип на размислување, не може да им го втемели на домашните играчи како што ние више ни било од старт уште деца кој што ни е втемелен. Дека многу ние сериозно и при срце си го сваќаме сето тоа кој што е на крајот од денот и меч со двеоштрици. Може да ти биде адут, а може и да ти биде пречка. Па не знам дали тоа е една вајда од работите што е пресудна за успех на крајот, ама Словенија и да го нема тој менталитет, има многу стабилен систем, да кажеме, многу ракометна инфраструктура изградена за да ги има успесите што ги има и да ги има и мијата ракометни што ги има денеска. И претпоставувам таму се среќавал со многу словенечки легенди и тоа била една као процес, многу брзан процес на учење за тебе. Као прво интернационално искуство, како нешто многу различно од се што си видел претходно во сите години. Најверојатно почетокот ти викаш да, имав лесна транзиција, али само ти си знаеш како ти било и како се вклопило ствари во целото тоа, затоа што изгледа многу побрзо од самото тоа што да е слушам, изгледа многу побрзо од се она кај нас што се дешава и ракометот што се игра кај нас. Кај нас мислам дека се уште се игра спор ракомет. Чи ние да покушаваме, ама не ни е некако многу тешко го прифаќаме. Не ни е системот наш таков, едноставно тоа приметив е дека без разлика на кој клуб си ти играч, едноставно се негува исти начин на играње во целата словенечка лига. Памтам ние правевме видеоанализи кои што се прави пред секој надпревар. Ако играчите имаат анонимни дресови со некоја неутрална боја и да гледаш различни екипи, нема да знаеш дека гледаш различни екипи. Сите играат идентичен ракомет, кој што мислам дека на крајот од денот е бенефитарно за нивната репрезентација, бидејќи апсолутно извадија имиња, има долга традиција за ракомет и секако дека имаат успех. Едноставно, а и такви се по конституција, немаше преголеми прегабаритни играчи во лигата, но имаше еден куп брзи, технички, страшно спремни играчи кои што навистина го владеа ракометот, што се однесува на детали. Тоа го немаме денес и нешто што можем да направам паралела е, например, поголемиот дел од екипи, вклучувајќи екипите кои што ја бев дел од незе, и Целје и сите, во тој момент игра ракомет многу сличен на Алкалуич игра ракометот сега кај нас. Значи немаат бекови кои што се класични шутери, можеби Серафимов е едини кој што е најголема закана за шут од надвор, сите други играчи беа со конституција кои што им се Марко Митев, Дамјан Митев, Игор Ѓоргиев и така натаму, кои што нема премногу комбинаторики, значи едноставно се базира на игра 1 на 1. Значи 90% се базира игра 1 на 1 и играчите во тие моменти да прават добра селекција на тајминг, на пас и на кој соиграч треба како да има топката да се движи, како да биде текот на акцијата, но ударниот момент секогаш беше и во Словенија и моментално име на нив таков 1 на 1 против играч од средниот блок, зборам за 3 или 4. 5-1 одбрана не постоеше у лигата, 6-0 играа сите и ние игравме 6-0 и само врз
база на тие некои принципи се градеа нападот. Нема премногу трансформирање што се однесува на одбрана, што може повеќе достане екипата непроменета за да им биде по конкретна и полесна транзицијата што се однесува на брз центар, што се однесува на полуконтра. Значи многу јасни имаат насоки, патокази, тоа го поштуваат и го играат слепо и повеќе или помалку во дадени моменти тоа враќа со резултат. Утакмицата копната утакмица што викаш ти, клучната тоест, кај што си 7 од 7, кај што добиваш повик од Вардар. Тај сподели ми го тој момент. Значи, ќе се вратам сега на оној момент кај што ти си во Металург го гледаш Вардар кај што освојува двојна европска круна. И сега доаѓаш во момент да добиеш повик од тој клуб и се наоѓаш во Словенија. Што се дешава? Како изгледа? Мене ме интересира, пошто како играч, секој сака да го добие тој повик. Значи не постои играч, да кажеме, во Македонија, што не сонува еден ден да му зазвони телефонот и да го види тоа име, да добие таа покана. Значи, првично, за утакмицата што станува збор, ние се спремавме за таа утакмица па можеби 3 недели. Покрај тоа што не игравме со други екипи утакмици, припремите за таа утакмица треба многу темелни беа. И се имају предвид дека Целјава од тој момент беше доста посериозна екипа што е сега и беше доста посериозна екипа од Требње. Значи имаше играчи кои што сега да ги издвојам, Кодрин беше лево крило кој што се игра у Гумерсбах. Лев бек беше Анти Иванковиќ, игра моментално у Штутгарт од неодамна. Среден бек Алекс Влах што моментално игра у Алборг. Пивот играше Вид Потеко што игра моментално у Гепинген, пивот беше Сухолежник што моментално игра за Загреб. Значи зборам екипа која што е доста респектабилна со играчи кои што после не многу време од таа утакмица сите се пробија во доста озбилни клубови. Ја победивме едноставно, па не знам да направам можеби паралела. Од кај знаеш дека таа е клучната утакмица? Зашо мислиш дека таа е клучната утакмица? Можеби те гледале цела сезона. Си имал 5 добри утакмици. Па мислам дека таа беше кај што едноставно мислиш дека кој може да повлече во најтежок момент против најтежок противник, кој играч е способен да повлече највише и да се сноси со тој притисок и да одговори на предизвикот, дека тоа едноставно што те одваја. Можеби сум имал добри утакмици со далеку понеквалитетни противници, тоа на кантар не тежи толку многу колку на пример против првакот да изиграш така. И едноставно ја победивме таа утакмица баш така на волја, не знам. Не дека одигравме нешто кузне феноменално и тие баш беа добри, но можеби на моменти бевме по фокусирани, правевме некои брзоплети грешки, дека пак станува збор за еден гол разлика. Така да на вистина во тој момент може и среќа ќе те посака малце, желбата ќе те биде наградена од некоја виша сила и едноставно беше неописливо чувство, бидејќи од тој момент цел град ја гледа таа утакмица, градот имаше 3000 луѓе. Цел град искочен на улица, бакли се палат на сред терен. Мислам дека толку немаше се радуваме лигата да освоевме, како конкретно што го тепавме целиот тој момент. И кога стигна повикот од Вардар, имеју предвид дека Вардар беше освајач на двојна круна во тој момент. Ме ги гледав тие утакмици со голот на Талевски у Кавадарци од последниот напад, со победата во Битола, бидејќи првата утакмица Пелистрија победи у Скопје, Вардар победи у Битола. Така да едноставно и си играше Лига шампиони и екипата која што се кроеше во тој момент беше за играње Лига шампиони. Значи зборам, нажалост не се реализира трансферите кои што беа најавени, поради тоа што се одзема лиценцата за право на настап во тоа надпреварување. Значи зборам требаше да озбилни играчи, Дуарте Джилберто од Португалија, не и Цехте кој што заврши у Пелистер, Боже Анџелич репрезентативец на Црна Гора, значи Андреев пивот кој што игра за руска репрезентација, значи тоа зборам екипа која што сепак при тоа со играчите кои што игра и преходната година, остана Куни Моралес десниот бек, Талевски остана, Стојанче Стоилов играше уште, Дејан Манасков дојде, значи доста Гоце Ѓоргиевски, доста респектабилна екипа. Нажалост многу касно стигна
известувањето од ДХФ дека правото ни е одземено за настап поради финансиски причини, значи Имаше проблеми, имаше да. проблеми, да, кои што изгледа дали не биле соодветно навремено, да кажем, подмирени, не Да. дека во тој момент дека Вардар не можеше да ги подмири тие, но можеби тоа си тлеело и не било на време. Мислиш дека таа одлука беше клучна за не мислиш дека тоа најверојатно така било. Таа одлука била клучна за доаѓањето на сите овие луѓе што ги спомна сега, затоа што претпоставам дека нивната амбиција била да играат Лига шампиони. да играат Лига шампиони. Вклучувајќи и мојата. Без разлика што јас можеби немаше да бидам во преден план, да кажам, во тој момент, бидејќи сепак имав два пивоти пред мене, но во тој момент ако се реализираше све како што треба, ќе се играше и Македонска лига. Мислам немаше да се игра директно во плейоф, ќе сеха лига повторно се играше, значи имаше доста утакмици кои што јас ќе добиев соодветна шанса и така им беше и презентирана идејата од тренерот дека ќе учам малку што се вика позади тие играчи кои што играат пред мене и дека ќе се инвестира во мене за еднината, со кој што јас бев тотално во ред со тоа, бидејќи пред 2 години пред да го направиме тој мојот Вардар освои Лига шампиони. Без разлика каков сака нека е, дали немаше Вардар да се пласира на Final Four или не знам до каде ќе истераше до Лига шампиони, сепак играше у Вардар, пред 2 години освајаш на истото првенство у Лига на шампиони. Без значи за мене едноставно Тоа желба која што не остварена од дете, видејќи морам да признам, јас кога сум бил дете, зборам и средна школа, сум чистил терен на Пари Сен-Жермен и Барселона кои играле со Металург. Металург победувал во преполна Борис Трајковски од тој момент, јас сум сакал да го доживеам тоа. Текот на настаните, го имаш правено да, имаш чистено паркет. Имам чистено паркет. Сите што играат моментално и со мене у Вардар имаат чистено паркет. Да, тоа Металург имаше таква пракса играчи да става да го прави тоа. Така да имаше играчи за чистење, имаше играчи што го носат знамето тоа. Да, сите беа играчи од младинските категории. И сакав таков еден момент да искусам. Нажалост со текот на настаните тоа со Металург видов дека нема да можам да го реализирам, но со Вардар едноставно и Вардар и со поголема традиција и поголемо име, поготоа и успесите кои ќе се земат од минатите неколку години, едноставно етаблиран како и спортски колектив број 1 во оваа држава. За мене беше тоа преголема чест, што сметам дека јас сум достоен да го носам тој дрес, и за македонец едноставно си го поврзав дека можеби тоа со друг клуб не сум можел да го реализирам, но зашто тоа да не го реализирам со Вардар во полна Јане Сандански пред своја публика, пред своји блиски пријатели и фамилија, едноставно да играш, мислам дека тоа би било уживање. Како што кажав, искуството да настапуваш за тој клуб, мислам дека повеќе од ракомет. Не сме кога човек добие шанса да настапува за таков клуб, тоа е, мислам дека без разлика, дури мислам дека без разлика во каква состојба е клубот, многу е тешко да се одбие. Значи многу е тешко да се одбие, посебно да кажеме од карактери како што си ти, кои што едноставно што викаш ти, доаѓа момент кога финансиското прашање стапува на сила, да кажеме, се повеќе и повеќе, али значи ја сакаш играта, значи стварно ја сакаш играта, ако ја сакаш играта, тешко се одбива клуб како што е Вардар. И ја прифаќаш одлуката и одиш во Вардар. Она што за Вардар важи, да кажеме, е тој некој си тимски дух. Соблекувалната на Вардар е она што тепа надпревари. И тоа е нешто што мислам дека многу екипи во Европа го немаат, во светот го немаат. Значи тоа е нешто што они го имаат вие моментално и е уникатно за Вардар. Колку е тоа вистина сега не барам да ми пренесуваш инсерти од како све тоа изгледа, ама колку е точно тоа? Значи колку е таа соблекувална стварно уникатна само по себе. 100% вистина е тоа што кажеш, дека едноставно Вардар како колектив култивира еден начин на размислување кој што е незаменлив, значи на бескомпромисност, на победа во секој можен сегмент, значи психичка стабилност, едноставно колектив, братство, фамилија, едноставно што не само сега, тој
тој тип на размислување, тој тип на пристап на играчите и таа кохезија го красела Вардар и во деновите кога освајаше Лига шампиони со далеку на хартија кажано понеквалитетна екипа од другите учесници на Final Four турнирите у Келн. Така да уште тоа датира многу порано од приказни што обожавам да ги слушам, кои што ни кажа од постарите играчи кои што се дел од клубот, зборам за Стојанче, за Гоце Георгиевски, значи и од порано како било дека тоа не е нешто ново, дека таков тип на тимски дух се култивира и тоа се пренесува на играчите и тоа се пренесува на терен. Значи да моментна сметка на љубовта према твоите соиграчи и према играта и за победничкиот мајндсет да го вади недоброто од тебе и можеби чак и на моменти да имаш ти перформанс кој што и не е секогаш усогласен со твоите лични квалитети. Можеби некои играчи кај што немаат таков бекграунд, кои што само треба да играат утакмици без, зборам, соблекувалната не е на завидно ниво, немаат однос братски со соиграчите, нема да бидат на некој си ниво кој што би играле ако се во таква околина. Можеби јас сум еден од нив. Не знам, не може да знае, дори не се смени средината, ама дека сите сакаат да гинат еден за друг и да го дават максимумот, бидејќи тоа го правиме за нас како соиграчи, за клубот и за воедно и Македонија, дека Вардар е синоним за Македонија во ситуацијава. Едноставно бенефитарно е за сите кои што се инволвирани. Тебе те пречека таму едно од најзвучните имиња во ракометот, Стојанче Стоилов. Голем поздрав до Столе. Поздрав до Стојанче Стоилов. Да му пренесеме дека еден ден го чекаме тука да дојде, ако се согласи, ако не ќе почекаме. Тебе те пречека Столе. Таму, значи човекот има доста поминато, мислам дека низ ракометот во Македонија, ако не и све, има најголемите височини ги има достигната. И е човекот што играше на твојата позиција, ти играш практично на неговата позиција сега. Значи колку е да кажеме притисок и колку е како го осеќаш односот? Колку осеќаш дека мораш дополнително пред него да покажеш и да го оправдаш тоа што ја држиш таа позиција моментално, затоа што знаеш дека да, сите ја гледаат утакмицата, ама тој ја гледа таа позиција малце по-специфично. Многу специфичен, многу е еден од најтемелните луѓе кои што ги познавам. Како и да е, преблагодарен сум на секој наврат кој што ќе ме постават вакво прашање, било кој ја искажувам мојата благодарност према него, значи вниманието кој што ми го посветува, кој што нон-стоп е тука безрезервно за мене. Едини начин кој што можам да пробам да му се одолжам е да не го земам тоа воопшто здраво за готово и да ги применувам сите работи кои што он ми кажува што можам повеќе, за да првично да бидам за екипата што може покористен и што подобро издание, потоа и на личен мој план. Трагата која што оставил он во нашиот спорт, бога ми на државно ниво, кој што не поврзано со спорт, значи како карактер, едноставно е нешто што многу тешко, ако и воопште и може да биде заменето. Но на крајот од денот сметам дека он има доверба во мене и јас воопште не сакам тоа да залудно да го потрошам. Едноставно имам ја највисоки амбиции за сам себе си, потоа и на клубско ниво секако, и јас сакам да стигнам до тоа ниво кој што он бил, бидејќи на крајот од денот и овој спорт би имал бенефит од тоа и на клубски план, дај Боже и на национален план, значи национална селекција. Така да Ептен татковски, да не кажам, се однесува со мене во секој момент, ме на располагање и не поврзано со ракомет. И ако можам прв пат ќе кажам нешто што не сум го чул искрено за него. Не знам зашто има некоја си мисконцепција дека он е грубијан, дека он има да кажам некои изливи негативни на емоции, дека е негативен, дека е нервозен, дека е избувлив беше зборот кој што го барам. По нешто неточно не сум чул во мојот живот, бидејќи едноставно преинтелектуална особа,
нон-стоп, он тоа ми го збораме, треба да почнеме да го практикувам, нон-стоп чита книги, гледа документарци, гледа подкасти, полне со факти кои што тотално се рандоми, ако не си во тој домен, ако не си научник или ако не си астролог или не си нешто било што не би ги знаел, он знае некои такви рандом факти што ги има прочитано и што ги има чуено, документарци, енциклопедии, едноставно за работи кои што не сум знал дека постојат, он има темелно знаење, дали е тоа од историја, дали е тоа од политичка ситуација, дали е тоа од географија, од биологија, природни науки, он изобилува со знаење у секој можен домен, и наставно задоволство кога ќе седиме и после утакмици на кафе и кога сме искочени, наставно задоволство е да го слушаш како збори за било што, бидејќи е пун со корисни информации. Не можам да поверувам што слушам моментално, искрено ти кажам, затоа што во шок сум. Значи може ќе треба пауза направиме, па се вратиме, продолжиме после тоа. Гледи, Столе јако одеа во Металург првиот пат, после 10 минути Столе сакаше ме искрши главата. Значи, како ти кажам, жива глава спасив, не знам кој ме спаси тогаш, кој ме тргна, мислам дека Градимир Чаневски беше или некој кој што имаше, да кажем, авторитет малце. Првите 10 минути, значи прв тренинг, немам време да му сгрешам, немам кога, ме разбираш, едноставно сакаше да вакво. Ова зборам беше пред години сега и да пробам да ти ја објаснам претпоставката зошто ти рече самиот мисли за себе дека е грубијан, така е. Нека луѓето општо мислат дека луѓето, зошто луѓето имаат таа перцепција за него. Значи ќе пробам да ти објаснам таа перцепција. И ќе зборам низ моја лична призма, ме разбираш. Значи ја физички Столе не беше пикер, Столе беше центар. Знам за тоа. тоа. Играше центар, да. Значи зборевме, имаше косица, стегач, Микел Хансен стайл и така натаму, значи рипаше по метро, имаше шут, бомба, јас немам до ден денес немам видено такво нешто. Значи, така и денес ги шутира на тренинзи. Природна дарба за он беше роден центар, значи и тоа ние немавме такви центри тогаш, да кажеме. Така таа нека висина 1,90 м, 1,90 м и нешто, значи сите ни беа 1,85 м, 6, 7 и така натаму. Значи он беше граден, таму му се деси, негде да кажеме, мислам дека понатаму во кариерата да добие неколку повреди, мислам дека и да не може веќе да е толку мобилен, да кажеме, за таа позиција, да се префрли на пикер и така натаму, не знам како се разви тоа. Сам да кажам дека имаше, беше човек, ја не познавам уште еден човек со толкава енергија прво, внатрешна. Значи и најчесто во неколку наврати таа енергија не ја користеше во конструктивни цели, така да кажам. И скоро знам што збориш. Од тука може неколку луѓе си помислат дека човекот има не секогаш најнежни методи на социализација. Но искрени. Не, секогаш си искрени. Значи он може да на пример, мене сакаше да ми ја скрши главата, да, ама искрено сакаше да ми ја скрши главата. Ја не верувам дека он се завркаваше тоа. Не се завркава. Нема врска, што е искрено. Значи беше малце така, ама она што го викаш ти, ја го приметив уште тогаш, дека знаеше на нацрта нешто што е ван памет. Значи, збориме за цртање. Го имаше тој момент. Го гледаш, например, кога се пие, он ке испија најмногу, кога се трча, ке истрча најмногу, кога се шо и да се прави, прв беше, ме разбираш. Он беше човек. Значи компетитивен секој. Многу компетитивен и не очекуваш после тој човек да го видиш да чита книга, ме разбираш. Едноставно не се лепеше едно со друго. Значи беше многу тешко за сваќање, ама е така. И во права си. Значи она што е денеска, затоа што ова зборам пред многу години, она што е денеска ја можам да поверувам дека тоа е така и верувам дека е таков, дека е многу темелен и дека изучува и дека конечно ќе се потпре на таа своја интелигенција која што најверојатно низ текот на годините некако упорно не и дааше да дојде израз, ама ќе мора најверојатно. Нека не дојде до заблуда, значи они во неговите играчки денови, јас сум сигурен дека он и те како обрнува внимание на личната надградба, иначе не би можел да стигне до нивото кој што он го има постигнато. Едноставно можеби не доаѓало тоа до израз дека кога ќе застане на терен, едноставно и некој свич прави кој што прераснува целосно во
воин нешто или во борба за опстанок. Едноставно тоа и мислам дека го красило тој борбен дух, не го красило на утекот на целата негова кариера и само се пресликува моментално неговата тренерска работа. Например, без да одземам заслуга уопште за тоа што се случи сега со репрезентација, ама и те како неговото само присуство и мотив кој што го даваше за време на овој двомеч направи енормна разлика. Значи навистина тоа е и на крајот тоа што да се надоврзам на тоа што кажа ти, ако он решил дека мене ќе ми пренесе од тоа неговото знаење кој што го акумулирал, а е енормно. Искрено брат не би ни бирал начинот кој што ми го каже тоа. Ако сака со камшик нека мучи со камшик, ако сака со убаво со галење, нема никаков проблем. Ја таа информација ќе ја примам и уште сум желен да ја дознам. За можам повеќе да практикувам тоа што можеби ако он не ми го срочи на мене, не би го добил од било кој друг. Така да начинот на кој што онако е со ако му текна од дента дека е со убаво, нека е со ако е дента да е со лошо, со карање, со тепање, не никогаш немам таков проблем со него. Бијќи често и да тоа биде сватено од некој или може посматрачи од страна да биде со негативна позадина, јас уверувам било кој за кој да се запраша тој момент дека со било кој што стапил во таков тип на интеракција имал искрена позадина и дека он на никому не мисли лошо. Не е лош. Точно не е лош. Значи методите беа понекогаш чудни, ама што и да се деси, значи тоа никогаш не биле не знам какви сериозни повреди или не знам какви намери и така натаму. И што и да се десило, знаеш дека човекот го имаш во секое време. Значи знаеш дека во 3 сабајле му се јавиш. Не со мене ми е незаменлив моментално животов. Ке дое, верувам и на не и првите луѓе што ќе му се јавам. Верувам и на многу други. Значи од секогаш беше таков и мило ми е што останал до ден денес така. И таа борбеност ја можам да ја видам денес како и тебе. Значи тоа е нешто што како тоа се префрла, да кажеме. Мислам, он е мајстор во креирање на амбиент, во креирање на атмосфера. Значи, и он ќе дигне атмосферата до тоа ниво да ако ти не си на тоа ниво, некако штрчиш одма. Значи, одма се приметува, значи не он да штрчи затоа што го дигнал нивото на атмосферата, туку ти штрчиш затоа што не си на тоа ниво. Колку мислиш дека е тешко нешто такво да се изведе, затоа што ти моментално ти имаш таа енергија, значи таа пожртвуваност. Она што го гледав пред некој ден, не пред некој ден, току неколку такмици уназад и цела сезона вајда од кога си во Вардар, некако си може човек да те види, тука си. Го гледам дека го имаш тоа. Али е многу напорно и бара многу жртва, мислам дека. И бара многу да се изложиш на работи од кои што луѓе, ракометари, тоа им е работа во ред, ама не го прават тоа на таков начин. Пак ќе се чуваат себе си, се штедаат, покушаваат некои интелигентни решенија да бараат на вакво на нешто што не можеш да го решиш интелигентно. Значи ако ти играш на пример тројка, четворка во одбрана, значи во одреден момент од нападот, тоест од одбраната, ти мораш да излезеш и да направиш нешто, да кажеме, многу конкретно, така, тука нема интелигенција премногу, интелигенцијата ти игра улога кога, во кој момент да го направиш тоа. Али самиот чин, да кажеме, на стопирање на противнички играч, тоа е брутален, значи мора да си во пуна снага тука. Пак ќе кажам, ти го имаш тоа кај тебе, колку време е тоа така? Значи колку време ја го гледам тоа годинава, дали од секогаш било тоа така, дали е нешто што сега го развиваш како вештина? Од секогаш било така. Од секогаш било така дека јас сум тип на играч кој што секогаш претендира да има многу добра конекција со своите соиграчи. А например дека не сум променил кузне колку соиграчи до сега, значи голем дел од нив и сум били константно заедно, те во методите и репрезентација, те сега во Вардар. Едноставно мене тоа ми иде само по себе, значи што ми е вродено, не дека тоа мислам дека не ни можеш премногу да го научиш одреден играч, значи или го култивираш, тоа едноставно или го имаш или го немаш. Дали е тоа она што ствара нервоза, да кажеме? Па секако.
зависи како ќе го канализираш, може да ти створи нервоза, може да ти даде кураж. Така да многу битно е и тоа е најзахтевниот момент и не можам да кажам дека немало ситуации каде што апсолутно тоа мене ми било пречка во тој даден момент. Значи тоа прав сум што ќе го признам тоа. Така и се бираат, мислам дека голем дел и од играчите кои што играат моментално со кои што делат со влековно со мене треба да многу е битен и психолошкиот елемент да го поседуваат, а не само суров квалитет што се однесува на ракометната игра. Тешко е секако, мислам некогаш и ти остава и траги, но јас сум доен до степен кај што живот давам за било кој од моите соиграчи без воопште да се размислам и едноставно тоа го чувствувам како и обврска, да кажам, према нив, дека од толку многу што ми значат и толку што ми се драги, дека морам да бидам и повеќе од 100% инвестиран во целата таа ситуација и 100% да дам од моите можности, можеби во денот тој конкретен ден нема да можеме да ги дам, но да пробам да ги извлечам од сам себе си, бидејќи сум дужен своето најдобро на моите соиграчи, исто како и тие се на останатите и така ние се надополнуваме. Столе да се навратам кој што кажа за тој елемент, тоа не само што го имплементира, проба да го имплементира, он и го амплифицира целиот тој момент. Значи он е едноставно појачало на целата таа ситуација и дека го канализира на многу добро, на многу соодветен начин да што повеќе се оттргнат негативните влијање од тој, да кажам, тип на пристап на утакмица. Значи да ги трне што може повеќе пречките кои што нас би ни се случувале текот на надпреварата и само да го извлечеме ние бенефитот од таквиот тип на играње, таков тип на размислување за текот на утакмицата. И тоа не како што кажа ти не красе од нас, ме лично мислам дека тоа ми било една од најголемите причини за да се пробијам условно кажано до сега во ракометот, бидејќи никогаш не сум се двоел со некаков си дар или со некаков си талент, едноставно желбата да се докажам, бидејќи речи си псите кои што до тој момент работеле со мене, немале некои си енормни очекувања дека ќе стигнам до некој си ниво во ракометниот свет и сум бил тргнат и на страна кој што без да добиам соодветна шанса за да се докажам и едноставно тоа ми било мене движачка сила. Не дека сум задоволен сега со тоа што сум го постигнал, но голем дел и од нив не сметале дека и до ова ниво ќе достигнам. Викаш дека луѓето не верува у тебе дека ќе успееш? Имаше дел кој што верува во мене, ама тие можеби се бројат на прсти од една рака. Тоа ми е малце неверојатно од денешна гледна точка, претпоставувам, затоа што денеска веќе си, многу е лесно да се каже дека ќе бидеш успешен затоа што веќе си, така, значи тоа се гледа, ама што викаш ти во периодот на развој малце поинаку. Малце е поинаку, да, и затоа и окей е страна што не можеш не мора да дам на премногу луѓе заслуги, може на прсти на рака се броат луѓето кои што би им дал заслуги, би бил захвален, со нив сум у комуникација и до ден денес сум и неговам добар однос. Така да, едноставно во тој момент ми дало тоа голем мотив. А кој што проаѓа времето, не го гледам тоа поише дека сум должен да се докажувам на некој друг, многу поише сега тоа го пренасочувам према сам себе да си докажам дека вреди тоа што го правам и дека сето тој труд кој што сум го инвестирал, времето кој што сум го потрошил, значи трагите кои што лузните кои што ги има направено, ги имаат оставено и тоа би физички, емотивни, на психолошко ниво, дека не биле залудни и да можам повеќе да извлечам максимум од целата таа ситуација, дека сметам дека многу брзо ќе заврши, ќе пројдат годините, нема ни да бидам свесен. Брзо проаѓа, тоа сигурно, но побитно е како ќе пројде, така, значи не минавме како ќе пројде, а она како проаѓа за тебе моментално е, мислам дека на феномен, мислам можно е подобро да пројде, да кажеме, ајде имате некои да кажеме несрекни моменти сега на крајот на сезоната, утакмицата со Алкалоид беше една од нив. Тоа е, мислам, она стварно филмски, како се вика, момент и утакмица што не сакаш да загубиш и што остава последици, сакаш или не, кеш по сите и по, мислам, каков сака нека е клубот и тимот и така натаму, значи утакмица од тој калибар и да е куп, значи остава таа горчина, стои, значи трае. Мене уште ми трае од тоа. Трае, тоа беше и ќе ти трае наверојатно уште некој време. Сигурно.
Познавајќи се сам себе си. Да, најверојатно и во другиот дел не дај Боже да има некоја промена, али е многу тешко. Извесно и она што останува е да едноставно да се биде благодарен. Значи, тие имаш можноста да настапуваш, да кажеме, пред навивачка група како што е Комити моментално. Значи, колку тоа прави разлика во однос, ти си играл пред навивачи до сега, си играл и пред полни трибини и така натаму. Значи, она што прават комитите, како амбиент, како притисок од една страна и како одговорност. Значи, како изгледа тоа внатре? Незаменливо чувство искрено за мене дека на вистина елон кој што може да ти даде публика не може да се спореди со било што друго. Знаеме дека тие се најверни навивачи, знаеме дека имаат голема традиција што се однесува на организацијата како навивачка група. На вистина големо е задоволството од играчите да знаеш дека толка голема толпа на луѓе стојат позади тебе и ти го чуваат грбот у секој момент. И нешто кој што би можел да издвојам и да ги поздравам навивачите со таа нивна карактеристика е дека се случувало и да губиме утакмици како што беше и во случајот пред некој ден, но памтам и од Пелистер и памтам и од други моменти, може би лани исто на последната утакмица со Алкалуид не се случило никогаш момент да бидеме вреѓани, да кажам, да биде скренато внимание од навивачи или на пример нешто презир можеби да се обраќаат према играчите, едноставно имаат и песна што вика и да изгубите нема да го оставиме, и таа ни пееле после порази и секогаш не поздравувале, останувале со нас во сала, така да за играчи е доста тоа битен момент и атмосферата која што е чинате е фантастична. Навистина би сакал, не можеби не е возможно бидејќи сепак тие се одреден број на луѓе, постојат други колективи, фудбалскиот клуб кој што исто така му треба голема помош, али на сите утакмици да игра, значи на битни и на небитни условно кажано утакмици кои што можеби со поконкурентни или понеконкурентни ривали да играш во таква атмосфера, едноставно би било фантастична околност некоја. Тоа е одговорност голема за тоа што да се враќаат тие луѓе повторно и да го даваат тоа што го даваат, морат и вие давате. Значи тоа е екстра некоја си како се вика. Претпоставувам тие се цело време во сликата. Кога се мисли на одење напред, се мисли на одење напред заедно со нив, кога се мисли на губење, се мисли на губење заедно со нив исто цело време, така да осмиот играч, нели, представува и товар и привилегија во исто време. Една добра работа што се случи е репрезентацијата. Значи таму добиваш веќе сериозна, да кажеме, минутажа. И си дел како изгледаше за тебе, да кажеме, колку почна да настапуваш, веќе колку време? Па малци искрено, овој прв пат бев викнат како резерва, селектор беше Раул Гонзалес од 2019, значи кога почна факт да се пробива малце, бев викнат како замена на тоа првенство во Германија. И после тоа ја поголем дел тоа што сретнавме, мислам дека. Не знам дали ти текно. Карте ми даде надвор од стадионот. Да, и тоа ми даде Жаре, ти ги дам. Жар, да. Фала ти Жаре за картите, уште еднашка. Мора да кажам за картите, само сега почнувам да ме потсети. Значи тогаш немаше карта нигде ние се купи надвор. И гледам растрчани германци на сите страни, значи како муви без глави, ама не разбирам германски, не знам што се дешава, се најдов таму, проаѓав за Шпанија, имав една вечер спиење во Минхен. Точно ми се погоди за време на утакмицата со Исланд, мислам дека игравте. И искачаш ми даваш две карти, прв пат у живот те гледам, кој овој човек бе, која ова репрезентација, не заебај, значи се смениле, немам гледано да ракоме 10 години, не ги познам луѓе. И ми даваш двете карти и мене ми треба една, ја бев сам. И сваќам после некој време дека надвор 5000 луѓе се тепаат за карта. И дека цената на картата стига до 200 евра. Една карта. И едната карта дава за 200 евра. Озбилно ми да? Ја продав. Едната карта ја продав, значи доаѓаат луѓе ти нудат пари, ме разбираш, затоа што немав што да ги правам. Мене ми требаше една карта, ти ми даде две.
200 евра, така. Кој ти ги дава? Никој не ти ги дава, 200 евра за нишо. Да, Значи, захвали му се на цел жаре плат, за 200 евра значи, да жаре. си ми платил се дишото и авионот. Да знаеш за Шпанија. Голем човек Жарко Пешевски. Жаре, Многу го сакам. да, Жаре и тебе те чекаме тука, еден ден, ајде побрзај, не можеме више. И после тоа првенство кој што бев како за мене ме нема извесен период. Бев на припреми за Египет. 2021 мислам дека беше Египет и потоа ме нема извесен период. Но како и да, едноставно късметот ми бил таков да пивотите кои што играат во тој момент, односно Жарко Стојанче и Никола Марковски, едноставно се доста квалитетни играчи, секој со својот придонес и со своите квалитети, така да навистина за некој играч кој што можеби уште не беше докажан и немаше време да се култивира, немаше време да се обликува. И на крајот од денот за репрезентација игра кој е најдобро во моментот, најдобар едноставно. Јас во тој момент не бев ни приближно на нивото кој што беа напаѓачки зборам, пример Столи, Жаре и Никола до ден денес се одличен одбранбен играч кој што тоа го гледаме со актуелните утакмици со репрезентација. Едноставно немаше премногу простор за мене и тоа не си го земав воопште лично, едноставно сметав дека треба да се дигнам на некој ниво кој што ќе биде задоволително за квалитет кој што би одговарал да игра за репрезентација. Така да ти си бил критичен од секогаш. Значи ако не си добар, ќе ти кажеш ја не сум добар. Значи не е дека ме мрази тренерот, не дека ме мрази, не знам, некој, значи ја не сум таму, имам за работа, фала и на тоа што сум до тука, што можам да научам нешто, да видам, али моментот кога се вратиме. Не можам вратиме, никому да замерам, ја не би се зел во тој момент пред Жарко и пред Стојанче Стоилов, така да не воопште не е кривица, не се бар, едноставно тој бенефит дека треба да работам уште сам себе, ми е знак. Не е да ја може пример се задоволам сам себе да кажам и сметам дека во домашната лига играм добро, сметам дека сум добар играч, ама ако нешто опипливо што од типот на играње за репрезентација не сум бил доволен, тоа значи е реален показател дека ти не си со нивото кој што треба да бидеш. И јас се водев по тоа и продолжив да работам на сам себе си. Така да се надевам дека ќе тие ми се мене репер, пивотите кои што играле пред мене, едноставно трагата која што оставиле стварно е длабока, квалитетот кој што го поседувале стварно е сериозен и си имам голема работа пред себе ако сакам тоа да го исполнам, да го стигнам тоа ниво. Нешто што сметам дека го чекорам тој пат, одам од тој правец, но во овој момент какви да ми се партиите на клубско ниво, сметам дека не сум стигнат до тој левел, али несомнено ќе стигнам, но тоа не е во овој момент. Се надам дека за пократко него од полого време. Мислам дека си се уште си многу критичен и тоа е нешто што најверојатно те води да напредуваш таму кај што си, али не знам, значи мора да има луѓе околу тебе и што ќе ти ја кажат, да кажеме, што ќе ти волочат на нивото до кое што си моментално. Се надевам дека има такви луѓе. Има такви. Тоа не е уопште, значи тоа е многу високо ниво. Ја на пример озбилно што размислување за сам себе си, впечатокот на луѓе име дека сум пун себе, дека сум доста и горделив, дека се ценам сам себе, дека имам многу високо мислење сам себе, што е во ред. Ја на пример вака што се однесува на јавност и сакам да си практикувам таков тип на размислување, но бидејќи едноставно не сакам да ги отворам своите лични ставови и размислувања, бидејќи не секогаш тоа ќе вроди со плод, треба многу по да си деликатен кога ги бираш луѓето за кои што го правиш што е муавет. Така да на пример ја да не би бил самокритичен, немаше да напредувам условно кажано. Така да јас и како имам круг околу мене луѓе кои што зборам наискрено со нив и им кажам кои се моите ставови и размислувања, нешто слично на сега кој што го правим ваков моје само нуште по интимно ниво и имаме една изрека која што кажува дека не би прифатил критика од човек кој што не би му се обратил за совет, а луѓе кои што би им се обратил за совет се премалку, али со тие истите ја прифаќам нивната критика и имаат дозвола што се кажа
што сакаат да ми кажат во било кој момент, како се осеќаат, како се однесуваат тоа за мене и како се однесувам, не само за ракомет, општо и во животот. Како се однесувам, како ми е пристапот за работа и што зборам, дали е тоа соодветно, дали не е, дали изградено, дали не е, така да имам луѓе кои што им верувам на нивниот впечаток и кои што најдобро намерно, но на крајот денот и се многу и жестоки во нивните критики, но јас тие ги примам со отворени раци и сум благодарен бескрено за тоа и сметам дека вродува со плод, ако не ништо друго. Тоа е Столе еден од тие луѓе. Ти си богат човек, морам да признавам и многу ме радува фактот што годиш навистина долгиот пат. Значи твојот пат до овде кај што си моментално е најдолгиот можен. Значи со многу себе преиспитување, со многу паралелно вложување во себе, значи физички, психички и така натаму, со многу анализа, со многу грешки, со многу падови, со многу, значи целиот тој процес е нешто што дава нешто, да кажеме, што има суштина. Што викаш ти, значи што морам суштината, квалитетот да го надополнам на тие пред мене што го оставиле. Така да ајде да видиме колку за таа репрезентација беше ли на некој од големи надпреварувања светски сега? Бев у јануари у Германија и бев у 2011 исто у Германија како замена, со тоа што сега играв, а у Германија не играв ич. На у 2019. А сега бев у јануари, на последното првенство. Последното 2023 зборим. Да. Да, тоа ти беше последно и последниот бараш надпревар беше сега за Софарски острови, за 2025 е тоа претпоставувам. Да. А годинава што има европска? Европското заврши. Европското беше у јануари. Во Германија, го освои Франција. Сега наредно, ние што играме сега квалификации, е за светско. Тоа ќе се игри исто и јануари. Добро. Во Хрватска, Данска и дали е Шведска, не ме држиш да зборам. Во Хрватска, Данска се игра сигурно. Хаос. Значи, твоето следно на големо надпреварување кое е? Здравје, нашата група ќе се игра во Хрватска, кај што не баре ќе го сеќаме ние како домашен терен. Така да со нетрпение го чекам тоа. Навистина беше патот кој што го изодевме во оваа репрезентација беше доста трнлив и малце деликатна целата ситуација со репрезентација, бидејќи навистина генерацијата што беше пред нас, значи зборам на Столе, на Киро, на Борко, на Умче Мојсовски, Филип Миркуловски, Дејан Манасков, сите што игра Ванчо Димовски, значи тоа беше Гоце Ѓоргиевски, исклучително квалитетна генерација и тој што успех они го постигна во Србија 2012 навистина е нешто според кој што треба да се ориентираме и да целиме можеби повисоко. Но не секогаш можеби располагаме, да кажам, со истиот квалитет на играчи со кои што располагала можеби таа репрезентација, но кој што проаѓа време изгледа тоа можеби не е случајот. Можеби дека оваа репрезентација, пошто таков е општото размислување на јавноста, дека оваа репрезентација не поседува исти квалитет кој што поседувала таа репрезентација, кој што постигна тој успех, но кој што проаѓа време, сметам дека и треба и уште малце оваа репрезентација свој костур на играчи да биде заедно за да го постигне низиниот максимум, бидејќи нашите најголеми успеси на репрезентативно ниво беа кога нашите главни играчи беа во нивните 30 години. А моментално имаме играчи у состав кои што се по 18, 19, 20 години. Сега мораме и тоа предвид да го земеме. Без разлика на најлесно е да се критикува, но ја мислам дека оваа репрезентација има светлина, дека има голем потенцијал. Јас секогаш ќе сањам дека ќе постигнеме поголем успех од тој на нашата претходна генерација и дека само со таков начин на тежнење ние може да го окренеме нашиот спорт на едно повисоко ниво. Тоа е голема задача и тоа е вечна тема, мислам дека кај нас од луѓе што најверојатно не се ни компетентни да го прават тоа, не ни знаат како се прави тоа, мислам има
стручни луѓе што се бават со тоа доволно, мислам дека што знаат да кажат која генерација е болја, кој играч е болje и така натаму, ама нели репрезентација е нешто заедничко и најверојатно нели тој коментар до одредено ниво треба да има право секој на нешто такво. Треба да има право секој да каже нешто, па колку и да е тоа погрешно, затоа што истиот тој да кажеме, иако не е вклучен во ракометот на било кој начин, тој е тој што доаѓа на трибина, тој е тој што дава поддршка, тој е тој што ќе патува до Хрватска или што патувал претходно и така натаму. Значи тие се луѓето, ме разбираш, и се кога ќе се разочара, тие мора на некој начин да го изразат тоа незадоволство. Така. Ти го поддржуваш колективот дека е национална селекција, не го поддржуваш колективот заради резултатите. Тоа е кога најваш за, не знам, карикирам за Реал Мадрид, да најваш дека секоја година освоја Ла Лига, Лига шампиони, за Реал Мадрид највам. Ама ти ми збориш за скандинавски менталитет. Значи тоа е таму така, да. Ти го најваш пошто тоа твојата национална селекција ја поддржуваш и од добро и од зло, немаш да ти не најваш за успех ако некој оствара, тој е топ ако оствара успеси, а не може ти според тоа да се ориентираш. Нивото на хејтерство навистина го имаме развиено во ниво на вештина. Значи тоа тука се слагам. Значи не мислам дека како што ние знаеме после пораз да исплукаме репрезентација, никој мислам дека. И како да е тоа последен надпревар, и како да е тоа крај на светот, значи секогаш. Легитимно е ако е нивото на играње за критика, нормално, ние сме спортисти, ние още оправиме јавна работа и сегаш ќе бидеме изложени критики, дали позитивни, дали негативни, нема врска. Ама ја имам проблем со тоа што често пати знае критиката да биде на личен план на играчите и со тоа имам сериозен проблем и тоа не има место на луѓето така да го зборат тоа. Се додека критиките се издржани и се фокусирани само на тоа што се случува на тој терен 40-20, окей, нема проблем, сите имаат лоши утакмици, сите во одреден момент ќе бидат заслужени за негативна критика, значи ја не се ни исклучувам од тоа, ама не сме тоа да прекорачи професионален со личен план. У која смисла? У која смисла дека ги вреѓаат играчите на лична основа, значи ги споредуваат со погрдни зборови, нивните фамилии, нивните партнери, позадината нивна, дали било тоа од кај потекнува, дали, значи, едноставно такви работи не сме да се споредуваат и да ги дискредитираат како играчи на тој национален тим, а тие се дел од националниот тим. Мислам дека пак за реалноста да се вратиме тука кај што сме, нели, на овие територии овдека, тоа ќе го има во догледно време. Мислам дека во нашиот животен век сигурно ќе го има. Можеби во некое понатамошно време ќе почне да се намалува или тоа веќе се намалува, ама се уште, значи таа група на луѓе секогаш многу позвучна од сите останати. Затоа што после пораз, да кажеме, нормален човек, она што го викаш ти, на тој начин го гледа тоа. Значи, окей, пораз е, идеме дале, така, значи идеме да бидеме подобри, следно такмици и така натаму. И нема он тука што веќе да додае, да се дере на некој, да се изјаснува. А овој другиот, значи, он тука почнува. За него тука почнува. Значи, и ова е веќе негов простор. Не бришан што се вика, значи, сам го поседува и почнува да истураат различни работи. Да, претпоставувам дека тоа има импакт врз играчи. Секојаш. И мислам дека од она што можеше да се види неколку играчи во јавноста, мислам дека беше објавено тоа дека Талевски беше мета на мислам дека на секакви навреди. Мислам дека детето го уништија стварно со едно време со кој све не, значи кој стигне буквално воопшто луѓе не пратат ракомет. Мислам дека само тој хайп трен се прикачуваат на тој, тоа беше одвратно се гледа од страна. И тоаш видов уствари колку можеме да бидеме гадни. Колку стварно можеме да бидеме гадни. Значи да сме една средина многу тешка за развивање на спорт, затоа што поразот е составен дел од спортот. Значи дури е можеби до негде и посакуван дел, затоа што
има учење и во тоа, има развој во тоа. Значи без пораз нема победа и така натаму. Двете се некој циклус, да кажеме, што постојано. Ако не го научиме тоа, ако не го прифатиме. Двете се составен дел од спортот. Составен дел се нормално, значи не може да исклучиш едното. Уште тоа го немаме сватено. Значи уште сакаме да се издвоиме дека ние треба да стигнеме до ниво кај што сме непобедливи, кај што нели ќе станеме некоја си светска сила која што не знам, ќе губи само на небитни надпревари, а сите битни ќе ги добиеме и така натаму. Таму сме, мислам дека со идеалите, ме разбираш. Без да земеме у предвид која ни е позадината, како не се развива спортот, недостатокот на сали, значи едноставно би да земе бројот на жители на државата, едноставно ние кога што имаме можеби ракометари регистрирани, Франција има толку ракометари кои што би играле во, не знам, во нивна прва лига, едноставно, или едноставно нашата репрезентација кој што е со одреден квалитет, можеби во Германија може такви 10 клуба да имаат, со исто такво, ако не и повисоко ниво на играње, едноставно не збориме ние ни за реални критериуми, едноставно колку ракометари ни може да имаме ние регистрирано, не знам, 1000, карикирам. А едноставно со толку мал број на ракометари и на инфраструктура која што најжалост недостасува во овој момент, резултатите некогаш кои што ние ги очекуваме, односно што народот ги очекува, не се скоро согласени со тоа што кој што располагаме. Иначе да се вратам пред тоа на тоа што го издвои ти за критиките од јавност, едноставно еден од најнезаслужно, да кажам, критикуваните и неосновно критикуваните играчи ми е мене Филип, не знам зашто, едноставно на секој може да му се случи и да има лош ден, на секој може да му случи да падне под притисок, но едноставно јас мислам дека не е во скроз утек и не е скроз запознаена со тој јавноста со прашањето колку ни е тој играч битен за оваа репрезентација, значи тоа што он го постигнал до сега и уште од мали години во сениорски ракомет, значи што играл во Германија во 2 клуба, едноставно во Бенфика моментално игра, значи тој играч не може да не поседува квалитета да играл во такви клубови. Тоа може да се случи пример еден клуб да отиде да не се снајде недобро и потоа да не игра во таков клуб, но он има повеќе такви клубови играше у Вардар, кога Вардар играше у топ 8 Лига шампиони до пред 2 години. Играч на одлука на двојната круна на Вардар од пред 2 години. Голот што го даде во задња секунда со Пелистер во Кавадарци. Еден од неконстантните играчи прошлата сезона што го имавме ние, не пропушти минута, не пропушти надпревар. Имаше подобри, имаше полоши утакмици, ама играше по 60 минути. Не може да ми каже било кој дека тој играч не посеува со квалитет и треба да е во секој дел од нашата национална селекција. Значи без разлика дали имал ден или не смееме ние да дозволиме да добие некој таков третман. И не е само он, се случувало и преходните генерации кога си играло лошо и на клупско ниво кога играле лошо, играчи кои од репрезентацијата добивале жестоки критики, сега некако актуелен е он, нали, не по негова заслуга, воопште не дал причина да биде тема на толку жестоки критики. И ова него зборни субјективно покрај тоа што јас многу си го сакам него. Неосновани се сите тие напади врз него и мислам дека само е прашање на време кој што ќе оствариме успех со репрезентацијата, кој што он ќе биде клучен дел од целиот тој мозаик и дека едноставно ќе покаже и ќе докаже дека он ите како вреди, какво значење за нашата ракометна селекција. Се надевам дека тоа ќе биде така. Еден од начините да нели да се расшири некоја, да кажеме, сознание за тоа каква е вистинската состојба на работите е вака, значи да дојде некој и да едноставно да го сподели тоа како изгледа, значи како изгледа и страната на играчот, значи не само оваа друга страна, навивачкава, кај што нели истура гнев, туку едноставно играчот да добие. И тоа ми беше идејата и денеска, да ти кажам право, затоа што мислам дека премногу малце простор добивате да се изразите на ваков начин. Све се тоа интервјуа по едно прашање 2 минута, 2-3 и тоа е тоа. Значи тоа е она што го давате, што го добивате како простор, а проаѓате низ толку многу.
проаѓате ни сите и решата буквално. И баш ми е мило што на овој начин да кажеме сподели многу и одговори на многу од прашањата што ги имав јас, претпоставувам и голем број на луѓе што ќе го гледаат ова. И тука негде се движиме кон крајот, мислам дека покривме доста работи, ако имаш уште нешто повели, али од моја страна јас сум сосема задоволен, да кажем, од теренот што го покривме денеска. Ја исто, да ви кажам, бро. Баш ми беше задоволство, фала ти уште еднаш на поканата и баш ми е драго за луѓе кои што преземат иницијатива вакви работи да спроведат од типот на подкаст, поготово ти што си бил дел од овој свет и дека многу повеќе би можел да се соживуваш со работите кои што ги кажеме него на некој кој што напомена интервју кој што е многу поформално него ваква опуштена атмосфера, така да ти посакувам успех со подкастот и се делиме друга прилика. Фала ти уште еднаш, сигурно се надевам дека ќе имаме прилика да го повториме ова во некој поснажен период. Фала ти за денеска уште еднаш. Фала и на тебе.